Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Минатата недела украдени вредни предмети од Повардарската епархија. Викторија Нуланд со порака. Во реализација на договорот од 2 јуни лежи решавање на кризата. Гласот на младите добива институционален пат до локалната власт преку Младинскиот совет. Непознат сторител извршил тешка кражба во Повардарската епархија во Велес. Сторителот пред една недела влегол во канцеларијата на владиката Агатангел, при што одзел предмети во вредност од 15.000 евра. Непознат сторител извршил тешка кражба во Повардарската епархија во Велес. Сторителот пред една недела влегол во канцеларијата на владиката Агатангел, при што одзел предмети во вредност од 15.000 евра. Сторителот употребил подесен алат за да ја отвори вратата од просторијата, од каде што земал златни крстови, панагии и други вредни предмети, пошто избегал. Од ЦВР Велес го потврдија настанот дека кражбата во епархијата се случила на 7 јули и дека полицијата за кратко време го фатила сторителот. Од полицијата извршиле увид на местото на кражбата. Во моментов во Повардарската епархија се вршат градежни работи. Моментално се работи на фасадата, додека во изминатиот период беше променет кровот. При експлозија на боца која што се случи по Пладнево, тешко е повреден еден кавадарчанец, информираат од секторот за внатрешни работи Велес. Лицето родено во 1961 година се здобило со повреда на долните екстремитети. Од експлозија на боца што се случи пред Пладнево, тешко е повреден еден кавадарчанец, потврди Анита Стојковска, портпарол на СВР Велес. Во 10 часот во полициската станица од општа надлежност Кавадарци била добиена пријава дека е повредено лице родено 1961 година. Лицето имало повреда на долните екстремитети. Според првичната пријава се работи за повреда во сервис при експлозија на боца. Во моментов трае увидот на лице место, рече Стојковска. Таа додаде дека засега не може да се дадат подетални информации за настанот. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски денеска оствари средба со Викторија Нуланд, помошник државен секретар на Соединетите Американски држави, задолжен за европски и евроазиски прашања. На средбата беше разговарано за досегашниот развој на односите меѓу двете држави, втемелени во декларацијата за стратегиско партнерство и соработка, како и за взаемно истакнатиот интерес за нивно натамошно напредување во сите области од заеднички интерес. Разговаравме за нашата стратешка определба, зашто е можно поскоро зачленување на Република Македонија во НАТО, како и за потребата од итно започнување на преговорите за членство во Европската унија. Во светло на наредниот самит на Алијансата во Варшава идната година, исполнетоста на критериумите за членство и учеството на припадниците на армијата на Република Македонија во рамките на повеќе мировни мисии, ни даваат потполно право да инсистираме на итно надминување на сите пречки за нашето зачленување. Грчко-македонските разговори за надминување на разликите околу името треба да продолжат. Потребен е конструктивен пристап кон ефикасно решавање на наметнатите разлики со добра волја и желба за успех, во склад со демократските принципи и со меѓународното право. The United States has been a friend and partner. САД е пријател и партнер на Македонија веќе 20 години и за тие години ние ја поддржуваме и охрабруваме евроатлантската интеграција на Македонија. Политичката криза направи да биде многу тешко за лидерите да се фокусираат на евроатлантските цели, затоа мора да го надминеме тоа. Сега е време да се стави крај на оваа криза. Нам ни е мило што заедно со Европската Унија, амбасадорот Бејли, еврокомесарот Хан се обидуваме да ги собереме партиите заедно околу еден пакет на разбирање кој ќе ја овозможи на Македонија да се врати назад на избраниот пат. Политичката криза направи да биде многу тешко за лидерите да се фокусираат на евроатлантските цели, затоа мора да го надминеме тоа. Сега е време да се стави крај на оваа криза.
Нам ни е мило што заедно со Европската Унија, амбасадорот Бейли, еврокомесарот Хан се обидуваме да ги собереме партиите заедно околу еден пакет на разбирање кој ќе ја овозможи на Македонија да се врати назад на избраниот пат. Ambassador Прилагодувањето на градинарските производи на климатските промени ги дава очекуваните резултати. Земјоделците кои ги користат мерките од проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени можат да се пофалат со подобар квалитет и зголемено производство. За значително зголемување на производството придонесува и системот капка по капка. Разнобојни фолии за заштита од сонце и високи температури, габа за поддршка на кореновиот систем, капка по капка системи за наводнување. Преку овие мерки земјоделците го заштитуваат родот, го задржуваат квалитетот и го зголемуваат своето производство. Мрежата за рурален развој со цел да им помогне на земјоделците го спроведува проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Дефинитивно нашите земјоделци ќе треба да започнат, има многу што се започнати со таквите мерки, овозможуваат секако и финансиите кои што ги обезбедува Министерството за земјоделство, дали преку ИПАР програмата, дали преку националната програма, и што побрзо сватат дека ќе треба да го прилагодат производството, толку побрзо ќе може да го задржат квалитетот, па дури да го зголемат. Со намалување на штетите предизвикани од промените во животната средина, земјоделците го зачувуваат и постепено го зголемуваат нивото на приход. За 2 до 3 пати поголемо производство добиваат и земјоделците кои го користат наводнувачкиот систем капка по капка, дел од проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси. Самиот проект во 2014 ги зголеми средствата за оваа иницијатива. Во 2014 година ги проширивме регионите, почнавме со работа во Вардарскиот регион, Североисточниот регион и во останатите два во Полог и Пелагонија, каде што работевме претходно. Со зголемување на бројот на земјоделци кои ги користат мерките, се подобрува конкурентноста, профитабилноста, продуктивноста и одржливоста на малите агробизниси. Нови цени на горивата од ноќеска на полноќ објави регулаторната комисија за енергетика. Бензините поскапуваат, а дизелот поевтинува. Нови цени на горивата, малопродажната цена на бензините од ноќеска на полноќ се зголемува за половина денар, а на дизелот се намалува за 1,5. Според одлуката на регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 71,50 денари за литар. На Евросупер БС98 ќе биде 73,50 денари за литар. Малопродажната цена на евродизелот ќе изнесува 53,50 денари за литар, а на екстралесното масло за домаќинство 42 денари. Се намалува и цената на мазутот и ќе изнесува 26,3 денари за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар изнесуваше 58,6 долари за барел, а курсот на денарот во однос на доларот 55,66 денари за долар. Во црквата Свети Пантелеимон беше одбележена 202 годишнината од раѓањето на најголемиот балкански градител Андреа Дамјанов. Тој роден во село Папрадиште во семејство на мијачки градители. Градел цркви во Македонија, Бугарија, Србија и други земји на Балканот. Се одбележа 202 годишнината од раѓањето на најголемиот балкански градител Андреа Дамјанов на неговиот гроб во црквата Свети Великомаченик Пантелеимон, која самиот тој ја изградил. Општина Велес организираше панихида и положување на цвеќе на гробот на Дамјанов. На настанот присуствуваа архитекти, членови на Друштвото на архитекти и членови на Советот на општина Велес. Неговите архитектонски подвизи и ден денес се примерот кој што учат младите архитекти и навистина е гордост да се има едно вакво здание во центарот на Македонија во Велес, нашата Миланска скала, нашиот храм Свети Пантелеимон, се трудиме да остане жив и понатаму. Андреа Дамјанов е роден во село Папрадиште во семејство на мијачки градители. Со своите браќа градел цркви во Македонија, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина и други земји на Балканот. Неговите цркви се сметаат за бисери на сакралната архитектура на Балканот. Покрај изградбата на црквата Свети Пантелеимон, тој ги изградил и црквата во манастирот Свети Јоаким Осоговски, кај Крива Паланка, како и бројни цркви на Балканот.
Во програмата за изградба на споменици на општина Велес веќе има план да се направи и споменик на Андреа Дамјанов. Меѓутоа таа е долгорочна 5-годишна програма и се надевам дека до крајот на реализацијата на програмата ќе се направи и споменик на Андреа Дамјанов. Инаку во холот на општина Велес, во уметничката поставка на великаните, централно место зазема ликот на Дамјанов. Археолошките истражувања кај локалитетот Градиште кај Неготино, за кој археолозите предпоставуваат дека е античкиот град Антигона, се во тек и ќе трајат до крајот на овој месец. Интензивно се работи на ископувањата кај античкиот локалитет Градиште кај Неготино. На ова место археолозите предпоставуваат дека е скриен античкиот град Антигона. Локалитетот Градиште е раноантичка населба која има хронологија засега утврдена од 5-тиот и 4-тиот век пред нашата ера до 1-тиот и 2-тиот век од новата ера. Досегашните истражувања на локалитетот докажаа постоење на постари културни хоризонти од архаиско и класично време, потоа континуитет низ целата антика се до 6 век од нашата ера. Заедничкиот меѓународен тим отвори голема површина во урбаниот дел на градот, дефинирајќи ги доста античките објекти подигнати врз раноантичките. При тоа откривајќи голем број на движни археолошки предмети од секојдневниот живот на граѓаните на Антигонеа. Локалитетот Градиште се истражува во соработка со Универзитетот Полска, а со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија и општина Неготино. Досега археолозите имаат откриено изобилство на предмети од раноримскиот период кои сведочат за животот овде од тоа време и за градот кој интензивно живеел овде со векови. Истражувањата ќе траат до крајот на овој месец, а ќе продолжат наредното лето. Годинава откривме монументален флес, широк 2,5 метри, што веднаш не насочи кон нови размислувања за неговата функција. Предпоставуваме дека станува збор за објект од комерцијален карактер, можеби некоја продавница. Во богатиот движен материјал, откривен при истражувањата, меѓу мноштво наводи има и такви што се уникатни. Меѓу нив е телекотната фигурина која по својот изглед и форма досега не е сретната на ниеден локалитет во Македонија. Исто така се откриваат и калапи за керамички светелки, но и на примероци на светелки извадени од истите калапи, остатоци и од калапи за изработка на теракотни фигурини. Овој проект ќе биде и дел од капиталните проекти на владата на Република Македонија во втората половина на 2015 и 2016 година, а ќе се реализира во координација на Управата за заштита на културното наследство. Градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев го посети археолошкиот локалитет Била Зора. Повеќе за ова во прилогот на колешката Елица Радевска. Градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев го посети археолошкиот локалитет Била Зора во село Кнежи во близина на Свети Николе. Тимот македонски археолози, предводени од професор доктор Драги Митревски од Филозофскиот факултет во Скопје, интензивно работат на истражувањето на владителската палата. Според професор Митревски станува збор за едно од најзначајните раноантички локалитети во Македонија и единствен од ваков вид во Средна Европа. Археолозите работат на доистражување на така наречената владителска палата од 4-тиот век пред нашата ера, односно на отворениот двор со колонади и уште на неколку нови простории кои се откриени годинава. Истражени се 70% од целата палата, а остатокот допрва ќе се ископува. Истражувањето на Била Зора е капитален проект на владата на Република Македонија, а во координација на Управата за заштита на културно наследство. Инаку истражувањата се реализираат од страна на Филозофскиот факултет од Скопје и од Народниот музеј во Свети Николе. Некогашното училиште во село Бистрица денес е етнолошки музеј. Целта на овој музеј е афирмација, зачувување и препознавање на корените на нашите предци, каде многу идни генерации ќе се запознаат со културата и културниот идентитет на самиот регион. Село Бистрица полно како никогаш досега. На Петровден ова село ги собира сите своји мештани кои некогаш живееле во него. Потсетувајќи се на татковото огниште, посетителите во себе отвараат слики од детството, кога токму тука го започнале своето образование. Некогашното училиште сега е етнолошки музеј. Музеј многу убаво. И пред 5 години имам дојдено, многу убаво кога гледавме тука, и сега е многу убаво да се однови тука. Што беше оваа просторија пред? Ова просторија школа ни беше, ние учевме тука.
Секој ново отварање, секој ново, да речем, например, ќе се вратат и туристи, и старите што си селени од тука, сите мислам така. Како ви се допаѓа музејот? Супер е. Прв пат доаѓам овдека и мислам дека етномузеот е многу убав, а и селото, мислам да кажам и за него дека е убаво. Денес бев и на манастирот горе. Музеот е само за видување и успех од ваша страна и од наша страна. Тоа е стварно догаѓај што досега не сме го видели ние, не сме го осетили, не сме го онака благодет на сите нас, а посебно на помалата генерација. Го видов овој прекрасен предел и еве сега сум на отварање на овој прекрасен етномузеј. Одушевена сум, морам да кажам. И овдека овој крај е толку прекрасен, значи Бог толку бил милостив и дарил таква убавина, така што на вистина кога човек ќе дојде овде и самиот крај Бистрица едноставно зборува само тоа име дека просто му се разбиструва све. Во склоп на музеот отворена и сувенирница со предмети изработени од вредните раце на членовите од Сдруженијето на граѓани Разбој. Бројни садови од глина, ткаени дипличиња се само дел од оваа сувенирница. А од сувенири се потрудивме да најдеме сувенири кои што се од етнолошка вредност и значење. Еве да се пофалим и тоа дека нашата организација професионално се занимава и со изработка на сувенири од керамика, па така 70% во сувенирницата ќе продаваме наши етнолошки сувенири. Во етнолошкиот музеј се собрани околу 450 предмети кои се со поттекло од регионот Азот. Покрај отварањето на сувенирницата во музејот после 9 години поставена е и нова постановка со предмети автентични за тој предел. Етнолошкиот музеј во село Бистрица за прв пат е отворен во 2006 година. Посетителите кои што доаѓаат во ова село и го посетуваат овој музеј имаат можност да погледнат рачно изработени предмети од своите предци. Целото на овој музеј е афирмација за чувување и препознавање на корените на нашите предци, каде многу генерации ќе се запознаат со културата и културниот идентитет на самиот регион. Со организирање на повеќе настани како работилници и семинари ќе се придонесе за развој на селскиот туризам. Идеите, интересите и проблемите кои ги засегаат младите полесно ќе добијат решение. Во Велес почна да функционира младински совет, чија прва конститутивна седница се одржа денес. 9 членови на советот од најразлични области во иднина ќе ги застапуваат младите во Велес. Гласот на младите ќе добие институционален пат до локалната власт. Нивните идеи и согледувања проблеми ќе бидат поставувани на седниците на Младинскиот совет, кој ќе работи како помошно тело на Советот на општина Велес. На денешната прва конститутивна седница од 9 на членови кои во иднина ќе ги застапуваат интересите на младите, беше избран председател според кого Младинскиот совет е значаен како за младите, така и за општината. Надевам дека во понатамошната работа ќе донесеме еден годишен план кај што ќе се придржаваме према него, кој ќе биде од интерес на проблемите на младите, нивно разгледување и решавање. Членови имаме од сите области, значи ги разгледуваме сите интереси на младите. Општина Велес е подготвена максимално да помогне во целото функционирање на советот, што според градоначалникот Чадиев ќе биде доказ повеќе за транспарентното работење на локалната самоуправа. Младите се значајна алка во целокупното живење на општеството, меѓутоа исто така и во целокупното живење на нашиот град. Ние сме подготвени, јас како градоначалник, председателот на советот да ги слушаме сите нивни предлози, сите нивни укажувања, сите нивни идеи, па и сите нивни забелешки, за да можеме да што подобро го организираме начинот на живење на младите генерации во Велес. Сите активности и одлуки на Младинскиот совет ќе бидат доставувани до Советот на општина Велес, кој потоа ќе одлучи за нивното понатамошно спроведување. Одбележана 64 годишнината од смртта на народниот учител Панко Брашнар. Делегација од општина Велес, Сојузот на борци од НОФ, Армијата на Република Македонија и други се поклонија пред споменикот на Брашнар. Се одбележа 64 годишнината од смртта на народниот учител и учесник во создавањето на македонската историја на двата Илиндена, Панко Брашнар. Делегации од општина Велес, Сојузот на борци од НОФ, АРМ и други се поклонија пред споменикот на Брашнар.
Тој е еден од личностите што ја пишувале историјата на македонскиот народ и го следеле својот идеал без разлика на времето и промените. Тој се вброи во плејадата борци кои што ги положија своите животи за слободата на македонскиот народ, за разлика од многу други кои што животот свој го положија на бојното поле за слободата на сопствениот народ. Панко Брашнар своите коски ги остави на злогласниот Голи оток, кој што на денешен ден, 13. јули 1951 година, во 13 часот згасна животот на овој голем македонски револуционер. Панко Брашнар е еден од лицата кои што ги врши подготовките за одржување на првото заседание на АСНОМ. Со склучувањата со резолуцијата на Информбирото од 1948 година, Панко Брашнар настрада во овој судир во тоа време. Осуден е на општествено корисна работа и во јули 1951 година испратен е на Голи оток, каде по кратко престојување починал. На телефонската линија за медицински совет Ало докторе досега се регистрирани над 42.000 повици. Министерството за внатрешни работи издаде нови 1706 барања за азил на странски државјани. На телефонската линија за медицински совет Ало докторе од 15 септември минатата година до сега се регистрирани 42.054 повици. Само за една недела од 6 до 12 јули има 1005 повици. Министерството за здравство информира дека јавувањата во последната седмица се со поширок спектар на најразлична симптоматологија, но најчесто главоболки, покачен крвен притисок и симптомна болка. За медицински совет се достапни 22 доктори за сите граѓани од Македонија, а телефонската линија е достапна 24 часа секој ден. Многу често се јавуваат граѓани за совети и препораки поврзани со топлото време, заштита и совети за терапијата на хронично болните. Изминативе 3 дена, Министерството за внатрешни работи издаде 1706 потврди за искажена намера за поднесување на барање за признавање право на азил во Република Македонија на странски државјани кои илегално влегли на нашата територија. До сега вкупно 12.175 странски државјани добиле овакви барања, од кои 9.265 се од машки пол, 1.549 се од женски и 1.271 се деца кои го придржуваат носителот на потврдата, како и уште 90 деца кои патуваат без родител. Според државјанството на лицата на коим се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија, потоа Авганистан, Ирак, Пакистан, Сомалија, Палестина, Конго, додека останатите се во помал број. Лидерите на земјите од еврозоната по состанокот во Брисел одлучија Грција да добие нов заем. Во серија бомбашки напади во Багдад најмалку 35 лица загинаа, а околу 100 се ранети. Вестите од светот. Лидерите на земјите од еврозоната по 17-часовниот состанок во Брисел донесоа едногласна одлука Грција да добие нов заем во рамки на третата спасувачка програма. Атина ќе добие преоден заем до почетокот на преговорите, истакнал председателот на еврозоната Јерун Дејсебелум. Грчкиот парламент треба да го поддржи главниот дел од одлуката до крајот на оваа недела, меѓу која и одвојувањето на фондот од 50 милиарди евра грчка државна собственост. Надзорен орган ќе го управува тој фонд, а можностите се дека преку управување на тие активи ќе биде остварен профит со кој ќе се извршува враќање на долгот. Како втора можност се посочува приватизирање на таа собственост и добиените средства повторно да бидат насочени кон исплаќање на задолженијата кон кредиторите. Парламентот во Атина треба да се произнесе до крајот на неделата, а одлуката за отпуштање на нов заем да биде потврден и од некои национални парламенти во еврозоната. Во серија експлозии во различни квартови на ирачката престолнина Багдад, убиени се најмалку 35 луѓе и уште 100 се ранети, соопштија безбедносни и медицински извори.
10 луѓе загинале при експлозија на автомобил бомба наспроти пазар во северен Багдад, во квартот Шааб, а подоцна во истата област бомбаш самоубиец се разнел и при тоа настрадале уште 9 мина, меѓу кои имало и полициски службеници кои на местото им укажувале помош на настраданите од претходната експлозија. Во североисточниот кварт Банук уште 9 луѓе го загубиле животот кога друг автомобил бомба бил кренат во воздух, а во квартовите Каимија и Искан загинале уште 7 мина. Безбедносните сили извршиле проверка во областите на веќе изведените напади по информациите за 2 нови бомби. За сега ниту една група не ја презема одговорноста за нападите. По еден ден пауза продолжуваат надпреварите на Европското првенство во кошарка. Нашите млади сили после првите 2 победи во моментов се соочуваат со репрезентацијата на Швајцарија. Без разлика од резултатот, нашите надежи ќе го продолжат надпреварувањето, а како наши потенцијални противници во следната фаза се наметнуваат Шведска и домаќинот Унгарија. Следуваат останатите вести од спортот. Фудбалерите на македонскиот шампион денеска во Кипар ќе го одржат последниот тренинг пред надпреварот против АПОЕЛ во рамките на првото коло од квалификациите за Лигата на шампионите. Во таборот на вардарци владае оптимистичко расположение. Тие се надеваат на позитивен исход од надпреварот и пред полни трибини да го одиграат реваншот во Скопје. Надпреварот АПОЕЛ Вардар е закажан за вторник со почеток во 19 часот. Фудбалерите на Тринидад и Тобаго се пласираа во четвртфиналето на Голд Купот. Тие во синоќешниот надпревар против Куба ја забележаа втората победа во својата група и го осигураа пласман во следната фаза од надпреварувањето. За разлика од нив, репрезентацијата на Мексико не успеа да го пробие бункерот на Гватемала. Во последното коло, овие две екипи ќе се борат за првото место во групата. Вечерва по полнок се играат надпреварите Хаити, Хондурас и Панама, Соединетите Американски држави. Легендата на Реал Мадрид, голманот Икер Касилјас, после 16 сезони поминати во клубот, заминува во екипата на Порто. На пресконференцијата која беше одржана, со солзи во очите, тој самиот го најави своето заминување од Мадрид. Шпанскиот голман целата своја кариера е мина во кралскиот клуб, каде што одигра 723 надпревари. Тој успеа да освои 5 титули шампион на Шпанија, 3 титули европски шампион, 2 купа на Шпанија, светско клубско првенство и интернационален куп. Касилјас досега бил 5 пати избран за најдобар голман во светот. Македонија е во жолта алертна фаза. Сончево и многу топло денес, а слично време не очекува и утре. Еве деталната временска прогноза.
За крај завршуваме со информацијата која ја добивме од секторот за внатрешни работи Велес. Во сообраќајна несреќа настрадаа две лица на автопатот Велес-Неготино. Несреќата се случила денеска околу 15 часот, откако возилото со македонски регистарски ознаки се удрило во возило со турски регистарски ознаки. Од секторот за внатрешни работи Велес информираа дека повредените се транспортирани во болницата во Велес. Ви благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.